Од 1 декември граѓаните повторно ќе имаат можност да ја користат ефтината тарифа на струја. Овој пат со поместување од 1 час, наместо од 14 ефтина струја ќе може да се користи од 13 часот, во време траење од 2 часа. Вечерните и викенд термините остануваат исти, од 22 часот до 7 наутро и во недела преку целиот ден. Од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги очекуваат оваа одлука да има позитивно влијание на потрошувачите, бидејќи со новите поволни цени ќе се намали и трошокот за електрична енергија. Од 1 декември ќе започне имплементацијата, односно воведувањето на ефтината тарифа, што ќе влија и на намалување на трошоците за електрична енергија на домаќинствата во државата и верувам дека голем дел од граѓаните, особено пензионерите, ќе искористат оваа придобивка која што сметам дека им е потребна и им е заслужена. Ефтината дневна тарифа беше укината скоро пред 2 години, кога струјата се зголеми за околу 9%. И поевтина струја можеше да се користи само во текот на ноќта и во недела. На прашањето што мислат на таа тема, повеќето граѓани ја поздравуваат одлуката, а некои пак се со став дека ефтината тарифа не може да биде оптимално искористена од сите, поради специфичноста на времетраењето. Добро е, и порано беше од 2 до 4, односно од 14 до 16, а сега ќе биде од 13 до 15, тоа е убава мерка. Добро, за граѓаните е добро. Добро е за пензионерите тоа, домаќинки што се. Иначе ти што се на вработе, дека немат много корист. Па, ако е добро, да, треба да се намалени. Е добро, как не е за нас е добро. Од Регулаторната комисија информираа дека 650.000 броила ќе треба рачно да се сетираат, а само 170.000 се дигитални, па така на почетокот на престојниот месец ефтина дневна тарифа ќе добијат само оние со дигитални броила. Останатите граѓани ќе мора да почекаат уште неколку денови за да се заврши нагодувањето кое ќе се врши на лице место.